И оваа година повторно профемина 2022 и она главно прашање што сакаат жените, односно што навистина се сакаат жените, многу сакаат жените, верувам. Тоа ќе ни го открие Јована во ова ново издание повторно 2022, нели нова локација Holiday Inn. Најпрво кажи ми колку си задоволна еве при крај сте на програмата и помина навистина продефилира многу дами од јавната сцена. Видовме овдека. Прво сакам што сте тука и среќна сум за Jingle TV и за оваа наша млада екипа која што не следи на сите настани. Презадоволни сме. Мислам дека секоја година се повеќе жени сакаат, нели што сакаат жените, сакаат да бидат и дел од Профемина. Овој пат ги срушивме и рекордите наши до сега кои што си ги на некој начин броиме и најважно е што можеби и жално малку што се надпреваруваме сами со себе, односно сакаме да бидеме секоја година се подобри и подобри. За сега успеваме во тоа со поддршка се разбира на вас, на медиумите и на сите оние жени кои што учествуваат, клиентите, да не ги заборавам исто така. Задоволни сме и си поставивме нова задача да бидеме до година уште подобри. Кажи ми, низ кои се теми генерално помина ова регионална конференција? Гледате од година во година да имате се повеќе, нели, претпоставувам целта е, нели, жени. Какви се темите низ кои, еве гледам доста и ликови кои што прв пат еве се појавуваат, еве видовме Видија Беговска, позната актерка која што многу интересно еве гледам во моментов трае самата тема и е доста примамлива кај женската популација. Кажи ми, низ кои се теми поминува ова издание на Профемина? Да, Бедија е доајенка на македонското глумиште воопшто. Имаме чест што е таа една од многуте знаменити жени кои што повторно се дел од програмата. Во право си Марче предизвик е да секоја година имаме нови ликови со оглед на тоа дека знаеме дека сме, да речам, не толку големи како некои наши колеги од странство кои што можат буквално да избираат и без да се трудат многу или без да мораат да бидат премногу креативни. Ние успеваме во тоа, со креативноста, но и со следењето на успесите и на сето она што го работат на некако ние ми се чини стихиски овде. Кој се појави во на портал веднаш тој е најактуелен кај колегите и така натаму. Значи треба малку и да се прочепка и да се види кој се тоа заслужува да биде дел и просто имаме желба да го видиме, одамна не сме го виделе и да му се пружи внимание и значење со присуство на една ваква конференција. Така што благодарам што забележав, имавме добри теми, имавме, знаеш, оној концепт наш стандарден, прво здравје, па убавина, па предприемништво, па жени лидери, па на крајот еве сега ќе почне и панелот кој што со нетрпение го изчекуваме, односно да видиме што велат мажите, дали тие знаат што сакаат жените. Така, пред самиот крај ги спомна порталите, тука негде се врзуваат инфлуенсерите. Морам да искористам приликата, бидејќи гледаме еднаш годишно вака да се видиме и да разговараме на темата убавени здравје, односно оно што го прави Колор групацијата на Медија Прес. Кажи ми, конкретно се спремате повторно за уште еден убав настан, Influencer Awards. Какви се плановите и кои се таму ќе се појави? Дали имат доста голем број на инфлуенсери? Има, инфлуенсерите се во подем кај нас и ние затоа и решивме да креираме еден ваков избор на најуспешни и не само помеѓу етаблираните, туку и оние кои што си го бараат своето место под сонцето на Инстаграм, односно немаат доволен број следбеници, а сакаат и вреди да бидат забележани, затоа го правиме овој избор паралелно и на 12 ќе бидат прогласени победниците, ќе биде една гала и убава журка за која што долго ќе се зборува, инфлуенсери, но и јавни личности ќе се појават во улога на презентери на наградите и ќе биде едно убаво дефиле на звезди и инфлуенсери, ќе има и звездени статуетки, какви што имаме и дизајнирано за овој настан, а ќе има и луда журка и тоа во Едера Руфтоп, па ти Марче се надевам ќе бидеш таму и ќе можат и твоите гледачи да видат. Ќе се видиме сигурно таму, јас ти благодарам за одвоеното време и морам да потенцирам дека секогаш, за жал, како што кажам, немате конкуренција, за сега сте само вие, меѓутоа се трудите со години на назад да видите барем неколку пати во годината да се направат едни убави настани, едни вакви типови на конференции, каде што малку ќе го видиме оној селебрити момент кој што го гледаме за жал во регионот. Ти благодарам многу. Благодарам и на тебе и благодариме на поддршката поради која нели секако сме уште подобри.
На овогодишното издание на Профемина 2022, заедно со нас овдека и гостинка е Билјана Дебарлиева, добро познато телевизиско лице за македонската јавност. Разговаравте на интересни теми тука. Еве и неформално додека пред да почне разговорот, кажавме дека некако тебе ти одат тие теми од областа на здравието. Еве прво ќе те прашам како си, затоа што често, односно ретко можеме да те видиме во нека вака вон интервју, односно надворешно од она што си го работиш, активно на телевизија. Така да, покрај мојата секојдневна работна обврска, со емисијата сега конкретно моментално Фактор здравје на ТВ24, да, јас водам настани од најразлични сфери на живеењето, ама кога ќе се сретнеме на вакви убави настани каде што се зборува за убавината, за здравјето, за жените, за комуникацијата, животот, мислам дека сите се чувствуваме убаво. Добре сум, драго ми е што сум дел од ова случување, веќе мислам 3 години поред и велам успешна традиција и на самиот настан, ама и кога си дел од настан од долги години ти прави уште поголемо задоволство. Така, сега разговаравте овој пат за хронична венска болест, проблемот со проширените вени, почесте кај жените отколку и кај мажите, ама и мажите не се имуни. Она што секогаш еве и преку емисијата го упатуваме како порака е дека треба да работиме на превенцијата, навреме да препознаваме одреден проблем кога ќе се појави, навреме да побараме стручна помош. И овде присутните можеа да слушнат сите оние кои се пронајдаа во некоја од симптоматологијата, што превентивно да земат, што можат и во текот на самиот проблем доколку се јави, и секогаш велиме да не дозволиме од некоја болест да се создадат или да излезат компликациите. Ама тоа значи дека многу време внимание не сме посветиле ако дојдеме до сериозните компликации. Така е, сега некако еве како што кажав, луѓето те врзуваат за здравието и сето она, овдека видов дека публиката одлично те прифати затоа што веќе сакаат и она интеракција во живо, односно особено женската публика, бидејќи се работи за најпосекуваниот велот женски магазин убавени здравје и некако еве обстојува со години, а со тоа и ти во областа на здравието. Кажи ми еве кога е во прашање дека кога ти треба да се советуваш за лекар, кажи ми дали често можеби некогаш кога ќе те видат луѓето не да баш во ситуација кога треба да се во болница или за нешто, дали можеби еве вака едно прашање интересно се случува да ти дадат предност во редот додека чекаш, затоа што си во таа нека област и некако луѓето прво што асоцирате на здравието, на докторите и така натаму. Да. И јас сум во улога на пациент. Никогаш не знаеме каков здравствен проблем може да ни се појави, не само за мене лично, еве и за делот семејството. Секогаш бараат совет и препорака од мене кај кој доктор да се обратат. Сега кога веќе ќе треба да одлучиме каде ќе одиме, тогаш јас сум таа која што го остварува првиот контакт. За среќа имам многу пријатели доктори. Секогаш кога си одат велат дај Боже да не притребаме, да ни се јавиш за некој здравствен проблем, ама секогаш тука сме со широко отворени раце, што се вели, за да се направи прегледот, дали лично за мене или за некој мој близок, што многу значи во денешно време, и во секој момент можам да добијам совет и препорака кому и да му се јавам, се разбира во оние временски можности, кога треба да се јавиш и да прашаш. Честопати успевам и на некои мои блиски да им закажам преглед ако не успеале да дојдат до докторот, а предност не сакам јас сама да добивам предност. Ако одам некаде, секогаш одам по завршување на работното време, сите оние термини кои што се преку матичен лекар, приоритетни, луѓето дошле, чекале, мора да го имаат прегледот, јас ќе останам последна, ако не е нешто многу сериозно или хитно. Така. Колку Билјана изминативе години научи за здравието и за сето она што можеби значи веќе имаш познавање, можеби и колку некој навистина доктор кој што веќе колку изминати години имаш гости кои што сериозни доктори доаѓаат кај тебе. Речи си 9 години, визита во Канал 5, па сега ова како надоврзување Фактор здравје во ТВ24, така знаат и некои кои ќе ме сретнат да ми кажат: "О, па ти веќе многу знаеш од медицината." Не знам јас ништо од медицината, бидејќи секојдневно најразлични теми имам. Можеби оддавам впечаток затоа што јас сакам да се подготвам. Значи не можам да останам на оние само класични 3 прашања: што е болеста, кои се симптомите, причините и третманот. Седнувам малку повеќе да подпрочитам пред да почне емисијата, некои 10 на 15 минути се гледаме со докторот, тука низ разговор со него ја обработуваме во кратки црти темата, оти можеби нешто што сум прочитала и не е точно. На интернет можеме да најдеме секакви текстови, не знаеме колку и дали е проверен
изворот, за да го поставам вистинското прашање. Завршува емисијата, заборавам на таа тема, се подготвувам за следната. Среќа што не се плашам и не се пронаоѓам во секој симптом, бидејќи ако човек седне да чита за болестите, ќе се изгуби. И ќе се исплаши од И ќе оно се што исплаши се има. многу, да. Така, еве пред самиот крај на овој интервју, бидејќи како што кажав си пример за една вистинска жена и дама која што еве и во овој сегмент нели на здравјето некако можеби и тоа ти оди затоа што си едноставно и ти имаш и некој убав глас ти во кој што некако можеби дава некоја надеж луѓето да не се плашат во Да. кога станува збор за темите и за здравјето, затоа што Да, како да. што кажа ти има многу болести кои што ако почнеме да ги читаме ќе дојде до Точно. буквално страф од она што се не чека. Многу е сериозна состојбата, здравствената состојба. Многу доктори по завршувањето на ковид велат излегува сега оние подскриени болести на кои заборавивме во времето на ковидот, бидејќи бевме насочени единствено мислевме само да не се разболиме или полесно да го поминеме вирусот. За жал и кога ќе се јават гледачите во емисија, кога ќе почнат да набројуваат од што се болни, колку терапија примаат, човек ќе си рече па браво, алал да име како продолжуваат понатаму Се уште така. низ животот и затоа многу е важно да работиме на превенцијата. Тоа е едно нешто кое што нема емисија да не се спомне. Здрав животен стил, физичка активност, посебно кај помладата популација. И колку вложуваме во здравието во младоста, толку подобро ќе ги живееме тие поодминати години. Нема да речам староста, туку одминати години, без оглед дали во 5-та, 6-та, 7-та или 8-та деценија. Така, еве и пред самиот крај сакам да те прашам дали го знаеш одговорот на нели она главна парола што има оваа оригинална конференција нели Профемина, што всушност сакаат жените? Што вистински всушност сакаат? да. Сакаат, веројатно, и мода, и убавина, треба да внимаваат на здравието, сакаат да искомуницираат, сакаат да бидат сакани, почитувани, да има позитивни луѓе околу нив, само насмевки и да мислиме само на доброто. Така, ти благодариме ви со ова, би го завршиле некако разговорот со една убава мисла и нормално се гледаме во некоја следна прилика и многу успеси понатака во она што го работиш, затоа што како што кажав, некако и твојот глас кога ќе го слушнат гледачите, некако им даваш нели некоја позитивна надеж на она што можеби ги чека на оние кои нели имаат некаков тип на болест И слично. благодарам и јас. Ти благодарам. По 16 години сите ја знаат како Ветрана од Метео и некако незиниот лик што го видат, некако очекуваат ведро време. Не знам денеска дали беше затоа што такво времето, затоа што бевме внатре на овој убав настан Профемина, меѓутоа ти си дел секако нели од ова убава приказна наречена Профемина и она што се случува изминативе години, меѓутоа имавме можност да те слушнеме со убави теми, со навистина еви доенот на македонската глумишта Бедија Беговска. Еве за почеток на главна парола која што има убавена здравјност на Профемина, што сакаат жените, еве како една дама ти од твоја перспектива, што всушност сакаат жените? Па не би можела, најпрво да ти кажам благодарам за поканата, се договараме веќе не знам 2 години за интервју, ама сега ме фати овде нема бегање. Така е. Не дека не сакам да гостувам, веројатно не сум навикната да гостувам, затоа што секогаш јас сум таа што поставува прашања. Дури не Некако можам чудно да ти те е. дочекам да докажеш прашања, да ти одговорам одма нешто, пошто во прашањево имаше неколку работи. Да, дека 16 години на телевизија, една пауза направив еден период. Во времето на временска прогноза да се вратам пред кога веќе ја спомена, мислам дека луѓето не ме препознаваат толку заради тоа што цело време имав права коса, само гласот овој убав женски продорен која ќе се слушне само тогаш се сеќава дека тоа е Ведрана. Не знам дали знаете, мислам хрома кога има и временска прогноза, мора на зелена хрома па им сметаше косата, така што сега мислам дека се повеќе ме препознаваат со голен карпет и вакви конференции за жени ги обожавам. Значи убавена и здравје веќе неколку години, јас сум дел од убавена и здравје како маркетинг агент, неколку години ги организираат и мислам дека е убав момент да се посетиме кои сме ние како жени, што сме, што сакаме. Значи има различни панел дискусии од нега на кожа до мојата денеска на која што беше покровител Халбанка, дел од нивната кампања да ги слушнеме и гушнеме, имаше малце поголема тежина и осеќав поголема трема, можам да признам, заради тоа што иако немам трема од телевизијата, меѓутоа кога треба нешто, одговорност е поголема на вакви панел дискусии,
меѓутоа и често е огромно да зборуваш со соговорнички како Бедија која што веќе ја спомена. Успешно успеав да го избегнам одговорот на што сакаат жените. Добре, а вака еве неформално од оно што пред да го почнеме интервјута кажа, ама јас знам што сакаат мажите. Еве вака јавно можеш ли да кажеш, бидејќи еве ни спомни зад камера, од твоја перспектива што сакаат мажите? Да, споменав за тоа што бидејќи еве сега многу повеќе се дружев со мажи него со жени до пред неколку години, додека не почнав да се познавам многу реализирани жени, не дека претходно не знаев, меѓутоа помал број него мажи. Па верувам дека заради тоа што мажите се многу поедноставни, сакаат, не знам, фудбал, пиво, друштво, девојки убави, тоа е тоа. А жените сакаат да overthinking, да размислуваат малце повеќе, да сами си го комплицираме животот, меѓутоа јас го обожавам што е тоа така и што сум жена. Значи ништо тука нема страшно. Дури тој PMS што се каже, ти си во PMS, па сум и тоа е дел од тоа да си жена. Затоа што сме благословени да раѓаме деца си како оние кои што сакаат и кои што се спремни за тоа. Така што тоа мислам дека сакаат мажите многу во две реченици. Така, и еве на самиот крај кажи ми, бидејќи сега во моментов си актуелно со емисијата Golden Carpet, како што ја спомна, некое кратко твое гледиште, еве разговаравме претходно за јавната сцена, сакам кратко да слушнам вака збор два од тебе. Како гледаш, има ли нека перспектива или некако стоиме во место со она што се случува, затоа што еве заеднички мислам, нели и вие како емисија ние го работиме на, односно нас главните вести ни се нели нашата јавна сцена, нормално и регионалната. Жал ми е што нема многу нови работи, иако гостувањата, на пример во Golden Carpet, не се секогаш врзани со нешто ново, дали некој има нова песна или нов филм. Иако сакаме да ги третираме новите работи, секогаш мислам дека дел од оние спортисти, глумци, пејачи кои што ги каниме не мора да имаат нешто ново за да бидат дел од Golden Carpet. Значи дури некои кои што се позаборавени, гледаме да ги вратиме за тоа што публиката сака да ги гледа. Не знам кога ќе се емитува, меѓутоа исто во декември снимавме Блага Петреска. Верувам дека ја знаат од 7 до 77 во Македонија и без разлика што нема нова песна, секогаш ќе им биде на гледачите драго да ја гледаат. Од друга страна, оние кои што се нови на естрадата, мислам дека се многу различни од она естрада која што можевме да ја гледаме пред 15 години. Дали во добра или во лоша конотација не би навлегувала во тоа, затоа што не сум јас музичар, меѓутоа се потешко е да се направи добра емисија, интересна и да зборуваме на некои теми каде што ќе биде не ме прашувај за ова, не ме прашувај за она. Секогаш велам ако си јавна личност, тука има тежина и одговорност, меѓутоа сме прифатиле кога сме почнале да работиме со тоа. Нема не зборувам за приватниот живот, затоа што ние немаме веќе приватен живот кој што е скроз приватен, 90% е јавен. Плюс имаме тука Инстаграм и Фејсбук каде што многу од тие работи ги ставаме на социјалните мрежи. Така што бараш после тоа приватност? Мислам приватност дома во соба, што ти тоа не можеш да го кажеш. Се друго е јавно со јавна професија. Така, ти благодарам многу и се надам дека можеби во иднина ќе се поправи ова некоја сцена која што имаме овде и дека еве. Ја мислам за времето ми збориш дека ведрана па да го разведрам, нешто не е добро во последно време. Времето се надам дека и тоа ќе биде како што треба, затоа што како што напомени на почетокот сите те знаат по тоа, верувам дека така ќе биде во иднина, можеби ќе те видиме некогаш повторно. На временска прогноза, или немаш амбиции така. Се надам дека така. еден ден како во Аргентина ќе има такви девојки со облини убави, значи да не сакаш да видиш какво е времето, да чека да видиме што денес како облечено. Мада мора со хромата да го решиш со косата. Тоа го спомна на почетокот, како го решаваш тој проблем? Ништо, ја пеглав косата цело време ми исправа и јас скроз различно изгледам со права коса и веројатно тогаш затоа и не ме препознаваат толку луѓето колку сега. Или па тебе ти е природно. Да, природно ми е виткана. Фала Богу, имам фризура перенос. Тоа е една од добрите страни кои што и на мажите им носам. Перенос исто јас. Ги сум ги прифатила некои работи од вас. Така, ти благодарам и на тебе.